Bolesta pertusis ili kaj narodot poznata kako golem, odnosno magareška kašlica koja se smetaše za iskoreneta, повторно регистрирана во Штип. Ние во нашата општина веќе повеќе од 10 години немаме случај на пертузис, меѓутоа сега има појава на едно бебе кое не е докажено. Барем ние немаме добиено пријава дека е изолиран причинител за пертузис. Значи ние го водиме како клинички докажено само. Пертусис се пренесува преку кашлање или кивање. Периодот на инкубација на болеста обично е 7 до 10 дена, меѓутоа тој може да трае и до 3 недели. Болеста обично започнува исто како настинка со течење на носот, умор и понекогаш со малку покачена температура. Потоа се јавува кашлица со напади и длабока воздишка или пислив глас. Кај малите деца болеста може да биде многу сериозна. Пертузисот е тешко заболување, затоа што ги зафаќа белодробието, може да настане пневмонии, во потешки случаи може да го зафати дури и централниот нервен систем, мозокот, со воспаление на неговите обвивки и, не дај Боже, може да дојде и до смртен случај. Појавата на болеста е исклучително чудна, зашто таа подлежи на задолжителна вакцинација, поттука прашање како истата се појавила кај бебето. Детето не е вакцинирано затоа што се уште не е наполнило таа возраст која почнува да се прима првата доза на ДТП вакцина, во која што се заштитуваме и меѓу другото од дифтерија, тетанус и пертузисот. 3 месечно бебе. А на која возраст се прима вакцина? Првата доза на ДТП се прима некаде со наполните 3,5 месеци. Сепак останува дилемата каде детето дошло во контакт со бактеријата и дали на истата не се изложени и други лица. Инаку, освен во Штип, болеста е регистрирана и кај 2 бебиња во Тетово.